на друго чаре. Се надохнувај, чекај од поскраја посомно, баре колку една пила да го подкренеш од земји. Се истава назад, се истава дури до врата, не се затрча. Овој да не мисли среде слепче да го акни. Во кое слепче ве слепецко, гледаш некаде бати чориот, митрориба да не се занесува само таму ми е паметно. Гопна со сета сила и перко шупна со рацете. Пушти. Се измрчи кон напред. Вала Богу, ни дојде душата на место. Извадот од книгата на Христос. Добар ден на сите. Јас сум Гордана Такица од Битола и чувствам исклучително висока потреба да споделам нешто со вас чисто за ликот и делото и книжевното творештво на нашиот Славко. Сосема случајно го запознат и впрочем судбината вели дека големите луѓе се откриваат случајно. Славко го доживеав како еден исклучително голем човек. По габарити не е таков, но неговата големина произлегува нешто друго. Сосема случајно запознав неговата поезија и сите овие години назад, откако го познавам, откако тој званично твори и објавува, редовно, не по некој шаблон или редослед, едноставно од исклучителна потреба да биде вреднувано на што тој го пишува, фондацијата Такец, на која сум јас председател, редовно го наградува. Пред непол месец дена тој понесе висока титула, прогласен е за поет на деценијата. Лично ми е Славко како човек и како писател и поет ме дојми, особено сега со ова последново дело Катарза, бидејќи беше прочитана песната која што јас се одбрав како единствена, Сон недосонет, затоа што најдов големи сличности и едноставно потреба ова дело да го носи токму името Катарза, поаѓајќи од стиховите на таа песна, бидејќи големиот мислител, творецот на филозофијата и на мудроста и на најубавиот збор Аристотел, на времето, односно во своје време уште кажал дека катарзата е целта која што следува после трагедијата, а животот на Славко бил проткан со многу трагични моменти и сосема логично, природно, оправдано и целисходно било да тој стане ова што е денес, да пишува вака како што пишува и до настоја да допира на начин како што навистина допира, бидејќи катарзата значи прочистување, мисловно, интелектуално прочистување, ослободување од теретот, што веројатно е некој процес кој што го следи Славко одамна и најверојатно му помага да ги одболува сите оние животни болки низ кои минувал и најверојатно се уште минува. За да не должам многу, ќе кажам само што толку многу ме дојми како човек, како фигура, како еден извонреден, димензиониран мислител, создател, поет и писател, што, бидејќи јас се занимавам со пишување, веќе во ракопис ми е биографското дело, кое што се вика Детето Слепчанско, единствениот Славко. Бидејќи ако речам Славко е голем, е мал збор. Славко може да биде само единствен и за мене, и верувам за многу други, кои што создаваат на овие простори, Славко едноставно е македонскиот Жак Превер. Емоцијата, тагата, болката и елегијата што има во делото на Славко, може да се на кој Жак Превер ќе ги поистоветувам, иако не сакам многу споредби, но ќе ги поистоветам и во една друга димензија. Единствено Жак Превер стана славен за време на својот живот. Втор таков случај, кој што јас го познавам, кој што станал славен за време на својот живот е нашиот Славко. Му посакувам долговечност и уште многу други вакви манифестации, средби, награди, уште многу излеани зборови, уште многу напишани редови. Едноставно посакувам да ја доживее и 9-та деценија од животот, за да може да не напојува и за да може да создава нови книжевни бисери за македонската култура, поезија и литература.
И неизбежно морам да одадам признание на првиот човек на овој град, ви честитам градоначалниче, на вашиот сенс и способност да откриете што е неопходно за културата, особено на едно помално место како што е Демирхисар. И искрено ќе кажам, ова не е критика, едноставно ќе биде и апел, кој што јас ќе го објавам на мојот Facebook профил, да по големите градови, каде што напорот да се направи нешто културно затаил, каде што првите луѓе задолжени за да бидат промотори на културата во сопствениот град замижале или задремале, да ги испратам, посакувам на обука, барем на еден месец кај вас, да научат како се прави културен настан, како се организира културен настан, како се препознава културното и како сопственото место во кое живеете го издигнувате на ниво на кој што е Демирхисар, кој што навистина, не знам тука некој од луѓето, не знам господинот кажа дека се залюби во Демирхисар, јас често тука сум доаѓала, но навистина можам да ви одадам еден друг вид признание. Местото чисто, улиците изметени, се на свое место и овој настан и тоа на некој начин го прави уште повеличенствен. Секоја чест и само продолжите така да бидете пример за оние кои што треба некого да научат. Благодарам на сите. Добар ден и од мене, председател на литературниот клуб Изгрев од Демирхисар. Јас нема ништо да кажам за Чичко Славко, пошто се кажа, се е кажано, се е прочитано. Чичко Славко, јас ќе ви се обратам вас. Ви благодарам што постоите. Ви благодарам што сте дел од нашиот литературен клуб Изгрев. Чест и задоволство да познава човек. Се надевам дека не само оваа книга и не само овие книги ќе ме удостоите со ваши дела и во иднина, а ние ќе бидеме ваши следбеници, ваши ученици, кои се надевам дека честно и достојно ќе го следат вашиот пат, што го имате трасирано на ова мало поднебје Демирхисар. Од моје лично име и од името на сите членови на литературниот клуб Изгрев, ви честитам промоцијата и ви посакувам пред се добро здравје, а кога го имаме ние здравјето, тогаш има и што да создаваме. Почитувани гости, денешнава промоција ја завршуваме со песната Ткајач на стихови во интерпретација на Златко Бошевски. Ткајач на стихови на Лорета со љубов од тате. Чемер душата закатанчена со клуч волшебен ќе отклучам, од бигор воздишки, нишки, копринени ќе испредам, низ нишки ќе ги испробрам, низ брдо, подај, подземи, ќе си наиграм, ќе си поиграм, пораталка назад не затегнувам, катадневно со брдила ќе ја удирам, разбојот нека пее, песната поетова нека ткае, душата блажена да ти стане, воздишките восклик да се сторат, лицето насмеано да ти сјае.
се ти благодарам за привилегијата да бидам славено чедо. А за тебе, тато, уникатен кајач на стихови, мали и малку ми се зборовите со кои можам да искажа мојата благодарност. Затоа, само молчејќи, ке ти се поклонам, а знам дека ти и молчењето ќе го слушнеш. Имам јас нешто за тебе, излеано од душева, во спевање на тачкано. Еј, страдалнику, која големина си, ги задушуваш страдањата во душата чемерна, само заради тие во кои живееш страдалници да не се. Еј, хероју на хероите, без копје и меч ги победи демоните, и видливи и невидливи, што се обидла злото да ти го даруваат и да те однесат. Еј, големино, само јас знам колку мемента мои преживеа и надживеа, и сам безсмртен. Уште живееш и ќе живееш и после умирањето. Еј, сретнику талкачу ни несреќите, колку си возвишен кога се вознесуваш, слушајќи ги одеците од виковите на птицата од криковите. Почитувани присутни, следува вториот дел од денешна манифестација, а тоа е третата традиционална поетска средба Славко Крстевски 2018. Како и претходните две поетски средби, така и ова, со своји лични форми ќе настапат поетите и поетесите според редоследот на пријавувањето. Пред да почнеме со представување, ќе ве замолам за едноминутно молчење, да ја оддадеме почит на нашата драга пријателка и колешка во перото, редовен учесник до сегашните средби, професор Гордана Коцева, која за жал пред неполна година не напушти овој свет. Слава им. Го повикувам господинот Анастас Ќурковски со творбата Похода да го почне овој втор дел на нашата манифестација. Похота. Там, каде што зверот потајно демне или врескоти, одново се раѓа окото соннешот, што упорно ме распродава како слика од росено утро. А мене ми нуди само див ветер и оган, како устрем в темнина, очите откром да ги пробудам, неверно да се заклучам во себе, меѓу обливите и белините на сонот, со похота, никогаш не договорена, а секогаш со меч од рекулец
угрлавен. Еве и благодарница за учество на секој учесник овде. Честитам. Господја Ленчи Китанова ќе ви се представи со надвенот суден. Повелете. Надвенот суден, посветена. Постои ли тој ден, наречен ден суден, кога со мислата ќе летнеш како галеб, со надеж дека ќе има утре, а по ништо не ја чувствуваше среќата. Ама тука се гавраните над главата твоја. Тука е гракањето нивно, нивниот знак да те подсетат, да намислат дека ќе има некаде на некого смрт. А може би твојата или може би мојата, да, постои таа тенка линија секогаш помеѓу животот и смртта, помеѓу денот и ноќта, кога се ги сменуваат местата, ама само еднаш тоа се случува, смртта да го замени животот. Тоа е судниот ден. Не, тогаш не постојат планови, не, тогаш не постојат болки, ниту надежи. Тогаш е крајот кој дошол ненадејно. Онака молчаливо без глас, а ти заикан во собствената смрт. И кога не стигнеш никогаш каде што си тргнал. И тогаш мајка ќе чека, ама нема да те дочека. Само Адерот Ковен во тишина болка ќе стигне, тишина болна ќе стигне. Дошол судниот ден. Да, овој пат за тебе земен ангел. Секој кој ќе го види разнесеното тело по патот, солза ќе пушти за незнајниот. За тебе младост изживеана. Болка ќе му го искине срцето, за тебе непознат човеку. Таму на патот по разнесеното твое тело. Болка и тага ми ја раскина душата од тој ден. Зошто мораше така да биде? Ти мртов, а јас сведок на твојата смрт. Зошто? 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 Да, остана само зошто. Ова песна во почетокот ви прочитав дека е посветена и кога почнав да читам, мислев дека немам толку храброст да ја дочитам. За жал, јас бев сведок на ова се што се случи и благодарение на Господ кој ме спаси во една тешка собраќајка која јас успеав да преживеам, а тоа младо момче за кое го нареков земен ангел замина од овој свет. Ја повикувам заменичката градоначелник Тања Почовска да ги доделува овие благодарници. Ако повикувам и членот на комисијата Менте Соучевски да се заземе местото овде покрај другите членови на комисија заради оценување на пристигнатите и прочитани песни.
Го поканувам господинот Мирко Трипуновски да ни се представи со погребани во ветерот. Томос. Погребани во ветрот. Се е карневал над Мазели. Оркестарот со својата гласна музика која маршира врз вековите потомори, новинарот на Ла Републик, звездите кои паѓаат на софата врз нашиот преграб и бомбите на градските гробишта каде онемува целиот свет. Се е карневал. Маските ја заскриваат и утробата на земјата. Бебеницата е само маска украсена со четки, сомнителни парфеми и дволични огледала. Причот и така поминува подкарот. Само еден погрешен потек, мадмуазел. Само еден. И банката и поштата се завиени со во маски. Неколкуте книги и палто по последна мода, вратоврската на кошулата која стега нечии врат, бомбите кои демнат на дното на куферот. Мадмуазел, се е карневал освен петте цветови на реверата од татковината и песната на Леана и солзи со рујното вино. Жатем, мадмуазел. Следен учесник е господинот Живко Деспотовски со неговата Јанза. Јанза гриза во совеста, се вртам наваму, одам натаму, ко незауздан коњ се вртам околу стожерот надумно. По стопица мислеве сум ги послал, си газан понив си викам, скокам од лутина бесна, се бунтувам сам со себе. Гневен на потегот несмислен, сегнат на прагот, а под мене врви бучава од гласови. Не ме трпат ниту пукнатините во темело што се распаѓа. Во поплава од недоречени клетви, во потрага по изгубени јадови, се изгуби во метежот од луѓи. Не те најдов во времето во кое постоje, не се најдов ни сега. Се што имав зад мене, пред мене го нема. Ги изгубив тие што ги сакав. Ме заборавија во сенилноста на слепилото. Јанза ме јаде, оган ме соборува. И под прагот кај седам не е веќе мој. И бегам од него како да е злосторник на камшикувана преградка. Празни ми се рацете, празна ми е душата, а во неа Јанза ме дојаде и ме се насити. До последниот атом од силата се прикрадов по стрејата и тука остана до крајот на здобувањето со вас. Благодарам.
Зоран Костевски ќе се наврати на своите сеќавања. Почитувани присутни, честитки до новото дело на господинот Славко Крстевски и голема благодарност што сум дел од оваа прекрасна манифестација каде се негува нашиот македонски јазик. Сеќавам, шетам низ моето разгрането животно дрво. Шетам од гранка на гранка. Преполно е со сеќавање разни. На една гранка од дрвото се сместени неизбришни младишки сеќавања, исполнети со уметнички здив. Дзирнат во сеќавањата на драмските незаборавни моменти, дзирнат во две кристални чаши, пренатрупани со успеси од незаборавни долготрајни аплаузи. Восхитен од прекрасните сеќавања, посакувам да се врати времето, но не е возможно. Но возможно е повторно да бидам под ова културно небо, да ги оросам сеќавањата, за никогаш да не згаснат. Нашата следна поетеса е Наташа Наумовска со Вија Долороса. Повелете. Ви благодарам, чест ми е што сте денес дел од оваа културна манифестација. Вија Долороса. Поклонение на Твоето распетие до Ковуклија, по Голгота, преку Вија Долороса. Молк пред столбот, каде на Вероника ликот свет свој и го подари, да сведочи за Твоите крвави рани. На Вија Долороса. Окови камени за нозете блажени, од печатот на дланката Твоја пречиста крвава. На Вија Долороса. Трае се уште Твоето распетие, Христе. Одново и одново те распнуваме со нашите гревови и слабости и те носиме секој ден по Вија Долороса. Ви благодарам. Сега требаше да биде следен Тони Павлевски, меѓутоа не го гледаме присутните. Тогаш следни. Да ја слушнеме Снежана Лазаревска, што ќе ни каже со нејзиниот молк. Снежана ми е едно од имињата што ми ги дал кумот, но јас сум Светлана, значи од тие три имиња едно било и Снежана, па многу често сум Снежана, ама Светлана Лазаревска од општина Ранковце кај Крива Паланка. Значи после Страцин влегувате во општина Ранковце, Крива Паланка и Бугарија, а на север на 20 км е Србија, значи јас сум од крајниот североисток на Македонија.
Ова песна ја имам напишано во изминатите месеци, не знам точно кога, во кој момент, но мислам дека некаде лани од ова време од прилика. Молк. Нема збор, нема шепот, ни глас. Лелек без звук раскинува гради. Молкот затворен во процепот, заглавен во запците на мигот. Ползи молкот. Дзирка од аголот, од зад последната куќа, од која почнува патот за никаде до невраќање. Се вртиш некој да викне, да каже збор за надеж. Нема. Молкот бие во утробата, такни во ушите. Голтам солзи, запишувам спомени. Мир и молк не заборав. Трпелив молк, собран од троскот, оросен од секавици, молни, громови. Молк од кој небото се кине. Сонцето на штиктовите, на небесата, тагува над својата сончевина. Не пребол и не премолк носиш на пат без враќање. За Македонија. Оливера Ширговска. Надеж, ќе бидам сјајна во твоите очи. Ќе бидам топлина во ноќите без сони. Ќе останам секогаш, кога сите ќе заминат. Знам, тука си, близко, до мене, покрај мене. Ги гледаш звездите. А јас ќе бидам надеж, кога сите ќе те остават. Јас секогаш ќе те чекам, да дојдеш после бурата од дождовите срце и ветрот што коси. Доаѓаш како бран, весел, разигран. Се смеам како дете со тебе и знам судбината ти рече да бидам љубов во